Благодарам, подпредседателе, почитувани колешки и колеги, почитувани министри. Јас сакам да ве известам дека ние како пратеници од Дом ќе гласаме против усвојувањето на овој закон и на следниот закон што се однесува, бидејќи во собраниска процедура се два закона кои ги третираат бесправно изградените објекти, односно овозможуваат продолжување на рокот за легализирање на бесправно изградените објекти. Ние сметаме дека на овој начин, со понатамошно продолжување на рокот, кој веќе 10 години имаа граѓаните време да ги пријават и да ги легализираат своите бесправно изградени објекти, бидејќи за прв пат пред 10 години беше дадена ваква законска можност, и сметаме дека со продолжување на овие рокови практично се праќа индиректна порака до граѓаните дека може да градат на диво, без да имаат градежна дозвола, и понатамошно во некој момент ќе им бидат овозможени услови за да можат да ги легализираат своите дивоградби, и тоа не е само за физичките, туку и за правните лица и така натаму. И мислам дека тоа не е во ред, тоа не е добра порака. Ние мора да ставиме крај на бесправното градење и според мене начинот на третирање и исправување со нелегално изградени објекти е отстранување на истите објекти, а не на овозможување постојано на легализација на овие дивоградби. И не случајно и во нашиот кривичен законник бесправното градење е кривично дело кое што се санкционира со казна затвор. Значи, законодавецот предвидел дека е ова многу важно прашање и затоа се и казните толку високи. И дополнително, мислам дека продолжувањето на рокот за легализирање на бесправно изградени објекти практично го минимизира значењето на урбанистичкото планирање. И на тој начин, ако некој може нелегално да гради, која е тогаш целта за носење на просторни планови, генерални урбанистички планови, детални урбанистички планови и сите други планови кои што ги предвидува Законот за урбанистичко планирање? Затоа што треба според законското решение потоа да се одредува ако се вклопат во планот, па ќе се легализира, и кој ќе одлучува пак советот на општината. Мислам дека ова навистина не е добро и ние треба еднаш да ставиме крај со продолжувањето. Знам дека е непопуларно, дека граѓаните инсистираат, бараат да се продолжи рокот за легализација, но мора да се воведе ред во урбанизмот и во градењето и да се почитуваат законите подеднакво, да важат за сите. Затоа што пак имаме од друга страна граѓани кои ги почитуваат сите закони, сите процедури и прописи, регуларно си бараат дозволи за градба, плаќаат комунали, такси и така натаму, ја поминуваат целата процедура, која што не е едноставна и не случајно не е едноставна, и на крајот тие се во подредена положба, бидејќи едноставно ги почитувале сите законски процедури и постапки. Така што ние ќе бидеме против усвојување на овој закон. Благодарам.